Зградите на МЕПСО и на Македонска пошта се соседи на кејот. Ги разликува тоа што енергетската компанија, која лани имала приход од 89 милиони евра и 7 милиони добивка, ја води СДСМ, а пошта, која лани имала 19,5 милиони евра приходи и 1 милион евра загуба, со години ја води ДУИ. Во новата влада, коалицијските партнери ќе ги заменат местата. Прв пат по подолго време, СДСМ ја добива пошта, а прв пат воопшто ДУИ го добива директорското место во МЕПСО. Според информациите на 360 степени, веќе се договорени и дел од другите крупни директорски фотели. Освен пошта, ДУИ по подолго време го отстапува и фондот за ПИОМ, Македонски железници инфраструктура и Македонија пат, каде ќе седнат кадри на СДСМ. Социјалдемократите пак се откажале од државни патишта, каде ќе дојде кадар на ДУИ. Откако партнерите ќе ги поделат местата, останува најважното – кој ќе ги води тие институции. Досега и покрај задолжителните конкурси, на тие позиции седнуваа партиски кадри. Пред 2,5 години, министерот за администрација Дамјан Манчевски вака ја бранеше таа пракса. Вие треба да имате спремна екипа, тим со кој што треба да ја спроведете програмата на владата. Ако тоа не е така, тоа ние не треба да правиме програма на влада, треба да се избереме професионалци кои што никој не ги познава, ниту ние, и сите да се спроведуваат тоа што сакаат. Од таа изјава до денес токму Манчевски туркаше да се донесе закон за висока раководна служба, според кој државните секретари и барем дел од директорите би се бирале по професионални, а не по партиски заслуги. Но предлог законот е заглавен во собраниска процедура уште од лани во декември. Веќе го помина првото читање во собрание, значи дека може да продолжи расправата по однос на законот, тој да се донесе пред изборот и именувањето на новите функционери и односно на новите директори на одредени институции во извршната власт. И затоа велам дека е сега вистинското време да се обидат да го стават во примена овој закон и да демонстрираат од една страна политичка одговорност, дека на вистина на високите раководни позиции ќе дојдат квалитетни луѓе со компетенции. Суштински, предлог законот предвидува пракса спротивна од сегашната. Политичките партии да не избираат своји кадри, туку да се изберат најкомпетентните кандидати. Гаранција за партиите дека непартиските кадри нема да се претворат во соло директори е тоа што избраните професионални кадри ќе мора да се залагаат за спроведување на политиките на владата. Малеска Сачмаровска од Центарот за управување со промени, организација која учествуваше во изработката на законот, вели дека без законот ќе продолжи познатата шема. Доколку почнеме со примена на овој закон, веќе ќе воспоставиме некаков процес, ќе можеме да видиме, да воспоставиме процес во кој што сепак имаме малку, барем едно изземање од тие влијанија на политиката врз функционирањето на институциите. Сепак, речи си и да нема шанси новите директори да се изберат според нови правила. Владеачките ДУИ и СДСМ обвинуваат дека причината е тоа што ВМРО ДПМНЕ го кочи законот со бројни забелешки. Планот на СДСМ е законот одново да влезе во процедура, откако ќе се изберат комисиите во собранието. Но носењето на законот може да трае и 2 месеца, а роковите во него предвидуваат цели 9 месеци за формирање на комисијата, која треба да ги спроведува постапките за избор на директорите. Тоа ќе значи дека доколку има некакви промени на раководни места на институции, ќе мора да се прават согласно сегашните законски решенија, но она што ние го кажавме минатиот пат и сега повторно го декларираме, дека веднаш откако законот ќе биде донесен, сите постоечки носители на јавни функции, односно поново висока раководна служба, високи раководители, ќе мора да поминат низ тој филтер. Токму една од главните функции, од главните задачи на новоименуваниот заменик председател на владата, задолжен за борба против корупција, одржлив развој и човечки ресурси, ќе биде овој процес. Значи, евалуацијата на постоечките раководни кадри, на нивната работа и евентуалниот избор на нови да биде во еден отворен и транспарентен процес. Манчевски вели дека промената на избор на директори е неопходна и поради намерата на земјата да стане членка на ЕУ.
Но вели, ке им олесни многу и на партиите. Ова ни елиминира и потребата за многу можеби незгодни разговори што ги имаме внатре во самите партии. Не е секогаш едноставно и лесно се каже на некој да или не за нешто. И она што навистина ме радува е дека ние кога го подготвувавме овој закон, и Зоран Заев и тогаш се консултиравме и со Али Ахмети, апсолутно целосно застанаа зад овој начин на избор. Првиот вице-премиер и министер за политички систем во новата влада, Артан Груби, смета дека именувањата на директорите нема да се случат толку брзо и дека со коалицијските партнери утврдуваат како да се постапи при нивниот избор. Во најлош можен момент, со неусвоен закон, со стари законски решенја, граѓаните треба да бидат убедени дека ќе избереме најдобри можни решенја, затоа што всушност тие решенја за да ги предводат тие институции ќе мора да имплементираат владина програма и ќе мора да имплементираат проекти кои што ќе бидат за доброто на граѓаните. Не може да си дозволиме некадарни луѓе да ги предводат институциите, затоа што од тоа ќе се мери исто така и успехот на оваа влада. Го прашавме Груби на кој начин ќе ги убедат граѓаните дека на директорските функции ќе застанат кадарни луѓе, а не партиски послушници. Со транспарентен начин, со транспарентно работење, со вклучување на сите интересни групи, зависно од тоа за која институција разговараме. Свртуваме нов лист и ние во ДУИ, и тие во СДСМ, и воопшто владата на Република Северна Македонија. Суштината на системот кој би требало да го промени начинот на избор на директори и други раководни позиции е процесот да го води посебен државен орган избран од Собранието, Комисија за висока раководна служба. Таа ќе распишува конкурси, ќе ги оценува кандидатите и најдобрите тројца, ќе ги праќа како предлог до министерот или владата. Дискрециско право на извршната власт е кој од трите предлози ќе седне во директорската фотелја. Дали решението ќе значи стара пракса во ново пакување или навистина ќе им ги врзе рацете на партиите, во најдобар случај ќе се знае за една година од сега.